Добар ден на сите. Ви благодарам за поканата. Значи од мој лично име и од името на Централниот регистар сакаме да истакнеме благодарноста за поканата на вакви иницијативи и ги поддржуваме. Генерално бидејќи Централниот регистар всушност како институција можам да кажем дека може да одигра една од најзначајните улоги во исполнувањето на целите на повелбата и сите останати иницијативи кои што се превземаат на ниво на државата за да ги поддржат граѓаните и всушност да ги вклучат во донесувањето одлуки во општеството. Сега зошто Централниот регистар може да представува значајна улога во реализацијата на тие цели на оваа граѓанска иницијатива. Всушност Централен регистар е институција која можеби точно се наоѓа помеѓу бизнис секторот и обичниот граѓанин. Тоа е институција која што може да помогне и обичниот граѓанин да се доближи малку до бизнис секторот, да се почувствува послободен за отпочнување на една бизнис кариера. Можам да ги истакнам сегашните проблеми како институција Централниот регистар, бидејќи доаѓам од сектор каде што сум директно вклучена во мерењето на задоволства на граѓаните и на целиот бизнис сектор. Сега се соочуваме со еден проблем кој што своевремено Централниот регистар има спроведено одредени проекти кои што граѓанинот го закочуваат во отпочнување на бизнис, во доближувањето на она што го чувствува секој млад човек како способност кон реализација на своите идеи и цели, а тоа се некои категории како што се регистрационите агенти и слично. Значи, тука можам да истакнам еден голем проблем со кој што граѓаните се соочуваат во Централниот регистар, значи по добиените резултати од спроведените анализи и прашалници и нивната обработка, ние се соочивме со проблем, значи граѓанскиот сектор каде е закочен и каде Централниот регистар го увиде тој клучен момент каде можеме ние како институција да допринесеме во остварување на една од целите на овие граѓански повелби. Значи можеме дефинитивно да помогнеме да му овозможиме и на обичниот граѓанин, значи на секое физичко лице да се чувствува слободен, да дојде да отпочне свој бизнис. За сега малку тоа не оди потешко, бидејќи своевремено беа воведени тие проекти. Резултатите веќе ги имаме и веќе Централниот регистар се охрабри да отпочне со проекти каде што освен при дистрибуцијата на податоци, каде што ќе може на секој оној кој што ќе посака да добие податоци од слободен карактер, да му ги доближи податоците за правните субјекти, а всушност да може да добие и соодветна техничка помош, поддршка за секое физичко лице кое што се чувствува способен дека може да води бизнис во Република Македонија, тоа да го направи без посредници, дополнителни трошоци, бидејќи во моментот, најискрено да ви кажам, обичните граѓани Централниот регистар го гледаат како недостапен. Меѓутоа, голема благодарност до амбициозноста на сегашната директорка, која што отпочна со голем број на проекти, кои што некои се веќе во завршна фаза, како проектот за единствена точка за контакт со корисниците, сите корисници на Централниот регистар, односно проект кој што на едно место ќе им овозможи на сите граѓани да можат да ги добијат податоците од сите регистри во регистарот. Исто така во тек значи и проект со кој што ќе може секој граѓанин значи да добие во Централниот регистар соодветна помош со која што ќе се охрабри, ќе може, меѓутоа ќе ни требаат и од помоши од останатите институции алки, бидејќи секој проект реално за да се заврши зависи многу од останатите институции кои што се сите една алка во едно успешно општество. Со соодветни законски измени се надевам дека во иднина, бидејќи Централниот регистар има амбиција тоа да го направи, ќе може да се направат соодветни законски измени, да можат значи физичките лица без посредници на тие категории кои што во моментот значи ни се како пречка за да може обичниот граѓанин да ги добие правата на оваа повелба, тоа е слобода на изразување, слобода на делување, значи тука влегува и процесот на водење бизнис, да се реализира секој граѓанин како успешен граѓанин на општеството и да им се оствари на многумина желбата да си водат бизнис без при тоа да се плашат од истото. Така да Централен регистар е волен и понатака да продолжи да се работува значи со сите иницијативи кои што ги опфаќаат не само оваа повелба, туку и понатака, кои што ќе се превземат и ќе отпочнат значи проекти со цел да се овозможи не само на бизнис секторот, туку и на граѓанскиот сектор заеднички да исполниме услови за успешно општество.
Ви благодарам.